Сабота се очекува разрешница на ситуацијата во Алијанса за албанците, едно од партиите во владината коалиција. Тогаш ќе се одржи партиското централно собрание, чекор изнуден по очигледниот раскол и поделбата на два табора. Едниот што го раководи актуелниот претседател Арбен Таравари и другиот на екс-шефот на Алијанса Зијадин Села. И двете групи тврдат дека мнозинството во партијата е на нивна страна и дека противниците делуваат спротивно на статутот на Алијанса. Но пресметката не остана само на политички терен. Неиспукан куршум како заканувачка порака се најде пред домот на Таравари. Вчера вечер тоа испровоцира собир за поддршка на актуелниот лидер во Гостивар. Пред неколку дена се случи како партиски лидер да имам право да го изразам слободното мислење, да кажам што мислам дека е најдобро за Алијанса на албанците за да го врати кредибилитетот на партијата и најдов на многу голема нервоза кај некои од членовите на Алијанса, кои се главно функционери за кои не знам зошто толку се зближија со Дуи и по секоја цена се обидуваат да ја задржат Дуи на власт. Знаев дека гласот на народот е за соработка со опозицијата. Тоа го чувствувам секој ден преку разговор со шефовите на ограноците, порача Таравари во Гостивар. Кавгата започна околу неговата најава испратена преку социјалните медиуми дека на предстојните избори Алијанса ќе оди заедно со опозицијските партии на албанците, Демократското движење, Алтернатива и Беса, чекор кој не најде на одобрување на дел од раководството предводено од Села. Алијансите за албанците како прво не се продава. Не е на пазар. Некои од партиите кои заедно со Алијанса се дел од владата очекуваат на предстојните избори оваа партија да го задржи сегашниот курс. Јас кажав уште пред година и половина дека на изборите во 2024 година ќе имаме два блока на политички партии, едниот кој ќе биде за европски интеграции и другиот кој што ќе биде за изолација. Едниот блок кој што ќе биде за Северна Македонија, членка на Европска унија, дел од Западна Европа, и Северна Македонија, вториот блок, со некаква алтернатива нејасна, необјаснета од никого, која што ќе гледа повеќе на исток отколку на запад. На Алијанса е да одлучи дали ќе оди на запад или ќе оди на исток, дали ќе оди за Европа или ќе оди за некакви недефинирани алтернативи кои што никој не ги објаснува. В сабота на Централното собрание ќе се бара одговорност од Таравари и од дел од министрите кои застанаа зад него поради како што велат од другиот табор нивната самостојна донесена одлука. Тоа може да доведе до разрешување на Таравари од лидерската функција за што е потребно да заседава конгресот на партијата. Паралелно и Таравари се обидува да ги зацврсти своите позиции. На Фејсбук тој објави дека мнозинството членови на Академијата на Алијанса за албанците, стратешко и советодавно тело на партијата, дало поддршка за него. Кој колкава поддршка има во партиските органи ќе се види в сабота. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.